пријатели, актуелна по моментот е епидемијата од коронавирусот, меѓутоа современиот човек страда и од други епидемии и можеби најраширена е епидемијата од стравови или од фобии. Има неразлични видови на стравови кај луѓето и медицината успеа да направи еден долг список. Некои од нив се дури и банални. Например, има луѓе кои страдаат од виолетова боја. И тој страв или таа фобија се нарекува порфирофобија. Некои луѓе се плашат од келавост или од келави луѓе и за нив се вели дека страдаат од беладофобија. Има и чаетофобија, која е страх од влакна или влакнести луѓе. Луѓето кои се плашат од предмети кои се наоѓаат од нивната лева страна, страдаат од левофобија, а пак декстрафобија е страх од предмети од десна страна. Има и стабиспасифобија, која е страх од стоење или одење, така да тие луѓе само лежат зашто се плашат да седнат или да станат или да одат. Има и страх од зави, која е одонтофобија. Некои луѓе се плашат од мрачни мисли, а тоа е калифрофобија. А има дури и страх од тоа да се плашиш од нешто, тоа е страх од уплашеност и тоа се вика фобофобија или страх од фобија. Има и други стравови, има луѓе кои се плашат од глобалното затоплување и не може да спијат, плашејќи се дека тоа глобално затоплување ќе ги засекне и ќе имаат последици. Луѓе се плашат и од метеори, од пат од метеори. Има луѓе кои не спијат ноќе зашто стравуваат дека во секој миг ќе падне астероид над нив и ќе ги убие. Веројатно на списокот на фобии ќе биде запишена и коронофобија, зашто веќе се регистрирани првите случаи на луѓе кои од страв дека ќе бидат заболени од тој вирус си го земаат животот. Сега, кога говориме за стравови, секако треба да предупредиме дека има и такви рационални стравови. Нашата поговорка вели дека стравот го чува грозието, лозето. Така да добро човек да има таков разумен страв, т.е. да се заштитува. Страв кој ќе го тера да биде одговорен. Во книгата Моби Дик, капетанот кога регрутира екипаж за неговиот брод пред да тргне на лов на китови, им вели на кандидатите: ако некој од вас не се плаши од китови, не е добре дојдем на мојот брод. Значи, тоа е реалност. Имаме стравови. Од друга страна, она што е спротивно на стравот е смелоста или увереноста. И она што ги восхитува луѓето, она што луѓето го ценат, не е стравот, не се страшливите, туку се смелите. И секоја национална историја си има запишено луѓе кои биле смели. Не познам некоја историја која ценела во минатото плашливи луѓе или кукавици. Оние што се издигаат, оние што се величат се смелите луѓе. И во тој поглед не е поинаква и Библијата. И Библијата познава или возвеличува смели луѓе. Има многу такви, запишено во историјата на спасението, на Божето спасение. Може да спориме кој е најсмел, секој си има некој миленик. Некој вела дека Даниел бил најсмелиот, зашто тој не се уплаши да се симне во јамата со гладните лavoви да помине цела ног со нив. Неговите пријатели Седрах, Мисах и Абденаго исто така покажа голема смелост кога не се поклонија на големиот кип идол, туку беа спремни да влезат во една жештена, жарена печка. Меѓутоа, сметам дека некако посебно во Библијата се одликува еден човек кој што од, така да кажам, мали носи, уште како млад, како тинејџер покажа голема смелост. Например, тој пишува за себе во Прво Самуилова 17 глава 34 до 36 стих: секогаш кога твојот слуга ги пасеше татковите си овци, ако случајно дојдеше некој лав или мечка и ќе одвлечеше овца од стадото, јас се спуштав по нив, ги напаѓав и ме одземав од устата нивна. Ако пак тие се нафрлеа врз мене, јас ги фаќав за гревата, ги удирав и ги убивав. Давид,
govori vaka za sebe. Go spodelува своето искуство. И затоа, имајќи го таквото искуство, кога еднаш отиде да однесе храна на неговите браќа кои беа во армијата на Саул, а во тој момент на спротивната страна беше големиот филистимски джин Голијат и сите беа уплашени да излезат пред него, и кога виде како тој голем човек ја навредува војската на Саул, Израелевата војска, рече: кој е тој необразан филистеец што ја навредува војската на живиот Бог? Лав и мечка убивал твојот слуга, а и со овој необразан филистеец ке стане истото како со нив, бидејќи ја навредува војската на живиот Бог. И тоа е запишено во 1 Самуилова 70 глава, 26 стих, 30 и 36 стих. И таа смелост кај Давид установи понатамо, и во псалмот што ќе го разгледаме во оваа беседа, тој говори за таа своја смелост. И овој псалм е напишан во време кога Давид бега од Саул, кој е уплашен дека ќе му биде земен престолот. Се плаши дека Давид ќе му го одземе престолот и затоа ангажира својата армија и го брка. И Давид, бегајќи од Саул, обкружен од непријателска армија, го запишува во псалм во кој што покажува својата смелост и при тоа кажува или не открива на што се должи таа смелост. Ни кажува каква е таа негова смелост и дури, искрено во определени моменти говори за смелост која е решението да ги победи стравовите кои сепак и доаѓаат во неговиот живот. Еде видиме прво од каде доаѓа смелоста во неговиот живот, изворот на смелоста. Во првиот стих Давид запиша овака: Господ е моја светлина и моје спасение. Од кого да се плашам? Господ е крепост на мојот живот, од кого ке стравувам. Гледаме дека изворот на неговата смелост е верата во Бог, довербата во Бог. Тој вели: Господ е мојата светлина, Господ е моето спасение, затоа од кого да се плашам. Тој е мојата тврдина, тој е мојата крепост и затоа нема од кого да стравувам. Библијата вели дека верата всушност го брка стравот. Најдобриот лек за стравот е верата во Бог. А таа негова увереност во Бог е вкоренета, доаѓа од она искуство што го има со Бог. Искуство кое се трупа како резултат на она заедништво што го имаше со него. Давид постојано можеше да го види Божјото присуство и заштита во неговиот живот. И затоа во 2 и 3 стих вели Давид во овој псалм: кога се приближија до мене злобни противници и непријатели, за да го изедат телото мое, се сопнаа и паднаа. Вели Давид, така беше и во минатото. Кога ќе дојдеа непријатели, тие паѓаа, Бог ги кутнуваше. И во 3 стих има таа увереност да каже: и полк да се крене против мене, а во моментот има полкови кренато против него, нема да се исплаши срцето мое. Дори и цела војска да се дигне против мене, и тогаш ќе бидам полн со доверба. Искуството со Бог, кој се повторува на неговиот живот, на избавување, е она што му дава доверба, му дава смелост и сигурност. Велат дека клучот за победата на стравот е во искуството, тоа е во повторувањето на некои работи. Например, најстрашно е да се скока со падобран првиот пат. Кога некој ќе скокне 5 пати, 10 пати, 15 пати, веќе тој страв го нема. Не е така како првиот пат. И така, истото и со Давид. Секојаш кога ќе видиш дека Бог го заштитува од опасност, неговата вера растеше, неговата смелост растеше и неговата доверба, увереност растеше. Затоа убаво да се молиме Бог да ги отвара нашите очи, да можеме да видиме како Бог ни избавува, да памтиме, да го трупаме тоа искуство со Бог во нашите срца. Бог ни избавува многу пати во животот. Бог нас ни избавува многу пати во животот. Бог многу пати ја покажа во мојот живот, во животот на моето семејство, неговата верност. И тоа ми дава увереност, сигурност, дека тој ќе продолжи да го прави тоа понатаму. И како е опасност да дојде, Бог е мојата тврдина. Понатаму Бог говори за една друга основа
на неговата смелост, тоест љубовта кон Бог. Само за едно го молам Господа и само тоа го сакам, пише од 4 стих. Да оставам во домот Господов преку сите денови на животот мој, да ја гледам Господовата убавина и да се поучувам во неговиот свет храм. Зашто во злочест ден тој би ме сокрил во својата скинија, би ме сокрил под покривот на своето живеалиште, би ме искачил на карпа. Давид сака да остане и да живее во Господовиот дом. Секако кога Давид го кажува ова, тој нема намера сигурно да се направи кујна во скинијата, во Божето живеалиште, да се направи спална и таму да живее. Она зашто говори Давид овде кај копнеш да биде во Божето присуство, да биде заедно со Бог. Копнеш да има општење со Бог, да биде во Божата близина. Зошто? Зошто го сака Бог, го љуби Бог. Човек сака да биде со оној со кого му е пријатно. Човек сака да биде со оној кого го сака, кого го љуби. Давид го љуби Господа и тоа му дава сигурност. Велат дека Библијата за тоа пише дека љубовта го брка стравот. Во љубовта нема страв. Давид овдека опишува едно искуство кое, например, го има кај малите деца. Тоа сум го видел кај сите мои деца кога беа мали и сега има мало дете дома. И тоа, иако не е наше биолошко дете, меѓутоа таа близина што изградивме е како со своје дете и она изгради близина со нас и увереност во нас како да сме најблиските во неговиот живот. И кога ќе дојде некој непознат, бара да не најде нас, мене или мојата сопруга Краси. И кога ќе не види, е сигурно. И најсигурно е кога ќе дојде во нашата преградка. Тогаш кој да има во просторијата, тоа е сигурно. Не затоа што ние сме најсилните луѓе, туку затоа што е близко со нас, почувствувал близина. И во таа близина има сигурност. Давид оспрел близина со Бог. И затоа тој во Божето присуство се чувства сигурен. И затоа го бара Бог. Сака да биде во Божето живеалиште. И кога доаѓаат неволите, кога доаѓа злочест ден, тој ќе ме сокрие во својата скинија. Под покривот на Божето живеалиште ќе ми даде за соумиште. Сега некој може да каже, ама како да го љубиме Бог? Како можеме да го засакаме Бог? На прашањето дали е тешко да се сака Бог, одговорот дека воопшто не е тешко или многу лесно да се сака Бог, ако се сака Бог. Тоест, оние кои го сакаат Бог, воопшто не им е тешко да го сакат Бог. Што значи да се сака Бог? Или како можеме да го сакаме Бог? Има дефиниција која вели да се познава Бог е да се љуби Бог. Ако го познаваме Бог, ние ќе го љубиме Бог. Не може некој да го познава Бог и во исто време да не го љуби Бог. Колку повеќе го запознаваме Бог, колку повеќе растеме во познавањето на Бог, толку повеќе ќе го љубиме Бог. Колку повеќе откриваме кој е Бог, каков е Бог, што тој направил, колку тој нас не љуби, толку повеќе расте и љубовта во нас. А како што ќе расте љубовта кон Бог во нас, ќе расте и сигурноста, ќе расте и довербата, ќе расте смелоста и ќе се бега стравот од нас. А како можеме да го познаваме Бог? Така што ќе читаме Библијата. Бог ни се открива преку Неговото Слово. Бог ни го дава Неговиот Дух во нас. Да се отвараме за Божиот Дух, кој во молитва, во општење со Бог, ќе ни открива Божата слава се повеќе и повеќе. И откривајќи таа слава, ние ќе го запознаеме Бог се повеќе. Ќе стануваме се поблиски со Него. И нашата љубов ќе расте. А како што ќе расте љубовта, ќе го снемува и стравот. Во Псалмот понатаму Давид говори и за неговата смелост која останува дури тогаш кога доаѓаат опасности. Велат дека секој е силен кога нема опасност. Велат многу генерали после војна.
Денес има многу смели луѓе, меѓутоа нивната смелост е зад мониторите. Смели се на Facebook, смели се на социјалните мрежи, смели се тамо каде што се сигурни во едно безбедно место, едно комфортно место. Меѓутоа, кога доаѓаат реалната опасност, тогаш има малку смели луѓе. Давид говори за смелост и во опасност. Вели полк да се крене против мене, во 3 стих, нема да се исплаши срцето мое. Дори цела војска да се дигне против мене, и тогаш ќе сум полн со доверба. Во 10 стих вели, ако татко ми и мајка ми ме остават, Господ ќе ме прибере, затоа не се плашам. И сега Давид говори тука како да говори за хипотетички ситуации, полк да се крене, нема си го плашам. Но реалност е дека во тој момент навистина тој обкружен од армија, навистина полкови тргнуваат против него. И тој вели, не се плашам. С други зборови вели, што е да се случи? Како и опасност да дојде? Па дури во неголемата опасност, дури да немам никого на оваа земја, дури на блиските да ме остават, и татко ми и мајка ми да ме напуштат, нема да се уплашам, зашто Господ е со мене. И во Библијата има луѓе кои навистина во реална опасност се покажале смелост. Седрах, Мисах и Авединаго, пак ќе ги спомнам. Тие не се уплашија и пред силниот оган во вриштената печка. И отиде и му кажа на Навуходоносор, немокниот човек од тоа време, царот на Вавилон, најголемата империја во светот, му рекоа, и тоа е запишено во книгата на пророкот Даниел, 3 глава, 70 до 80 стих. Нашиот Бог, кому му служиме, е силен да не спаси од жарената печка, па и од твојата рака царе ќе не избави. Ако пак и не се случи тоа, извесно нека ти е царе, дека нема да му служиме на твоите богови и на златниот идол што си го поставил, нема да му се поклониме. Историјата е позната, со верни луѓе кои покажуваат смелост во такви опасни ситуации, па дури некој пати во опасно комични ситуации. Има една приказна која се врзува со Уесли, кој проповедал из цела Англија и претежно на луѓе кои во оној период на индустријската револуција во Англија влегле да работат во фабрики, се создал оној лумпен пролетаријат, тоа е луѓе кои западнале во алкохолизам, неморал и на голема социјална декаденција. Проповедал вести на такви луѓе во кафеани, во крчми, пред фабриките, пред рудниците. И еднаш последна проповед, каде што говорил против алкохолизмот, му дошол некој пијан човек со оружје во рака и Весли му рекол, нападни ме, но не верувам дека ќе успееш да ја погодиш целта така како што јас успеав да ја погодам со мојата проповед. Истинската смелост останува и тогаш кога доаѓа опасноста. И таа решението во моментите кога не напаѓа обезхрабрувањето. Давид во еден момент во овој псалм, во 9-12 стих, како да паѓа со духот и вели, не се укривај го од мене лицето свое, не одбивај го во гневот слугата твој. Биди мој помошник, не отврлувај ме и не оставај ме, Боже, Спасителе мој. Во 12 стих продолжува, не предавај ме на своеволно со непријателите, зашто останаа против мене лажни сведоци со насилство во нивните носници. Како и секој човек, така и Давид имал мигови на обезхрабреност. Но дори во таквите мигови, тој искажува својата увереност. Така да после овој 12 стих, тој миг на очајание, уверено вели, но јас верувам дека ќе ја видам Господовата добрина во земјата на живите. Зошто е важна смелоста и во овие мигови на обезхрабреност? Зошто стравот има способност да се подхранува. Колку што повеќе го чуваме во себе, тој повеќе ќе расте. Колку повеќе мислиме на него, толку повеќе сме уплашени. И ако не прекинеме со тој порочен циклус на хранење на стравот, тој ќе премине во паника. И ќе не пороби, ќе не парализира. Смелоста која доаѓа од Бог е котвата која не штити од паниката. Факт е дека и покрај тоа што веруваме, и покрај тоа што сме Божи луѓе, и покрај тоа што сме спасени за вечен живот, доаѓаат тешки ситуации.
И тие ситуации може да не фрлат во очи, може да не обесхрабрат, може да дојдат здравствени проблеми. Сега во ова време на опасност за здравјето и смртна опасност од коронавирусот, ќе дојдат и други опасности, и веќе ги гледаме. Опасности од губење на работа, опасност од финансиски кризи, опасност од психички некакви напади, опасност од нарушување на односи. Многу опасности. И сосема е природно во такво време да се јави неспокојство. Но не е и паника, зашто знаеме дека оној што ја има иднината во свој раце, оној што ја носи неизвестната иднина е извесен. Иднината е во Божите раце. Не знаеме што ќе донесе, но знаеме кој ја носи. И знаеме дека тоа што ја носи иднината е со нас. Нашата тврдина, нашата карпа. И во таквите мигови можеме да се крепиме со онаа што го крепи Давид. Во 13 стих тој вели: но јас верувам дека ќе ја видам Господовата добрина во земјата на живите. И на крајот, како заклучок, што би можеле да кажеме? Видовме дека смелоста на Давид е вкорената во верата, довербата во Бог, која пак се засилва зајатно со искуството што го има во животот, во на постојано заедништво со Бог, на избавување, на Божја верност. Исто така, неговата увереност доаѓа, или неговата смелост, силност доаѓа поради заедништвото што ги има со Бог во љубов. Тоа е сигурен во Бог, бидејќи го познава Бог, бидејќи познавањето на Бог ја гради, прави да расте љубовта кон Бог. Давид го љуби Бог, го сака Бог, има заедништво со Бог и во тоа заедништво, таа близина, тоа наоѓа својата сигурност. Затоа она што на крајот може да укажеме како една лекција, како една препорака, е да градиме заедништво со Бог. А тоа заедништво сигурно ќе произведе смелост. Да научиме да му се доверуваме повеќе на Бог. А ќе се доверуваме повеќе на Бог ако повеќе остануваме време со Него. Сега сме дома, имаме повеќе време. Да го користиме тоа време во читање на Словото, во молитва. И тоа сигурно ќе произведе повеќе вера. Сигурно ќе произведе повеќе смелост. И сигурно ќе нас спасува од стравовите кои доаѓаат. И не само да читаме, туку да памтиме, да меморираме стихови. Стихови кои во опасноста Светиот Дух ќе ги вади на површината, ќе ги вади во нашето срце и ќе носат спокојство. Ви препорачувам да си го запомнете Римјаните 8 глава 31 и 32 стих. Таму апостол Павле запишал: ако Бог е со нас, кој ќе е против нас? Оној кој не го поштеди ни сопствениот син, туку го предаде за сите нас, како ќе ни подари, како не ќе ни подари и се друго заедно со него. Ако Бог е со нас, најсилниот, најмокниот, тогаш кој може да биде против нас? Ако Бог го дал својот единороден син, ни го дал Исус Христос, неговиот син, да биде предаден како жртва за наше спасение, да биде убиен за нас, тогаш нема ли да ни даде и се друго останато во нашиот живот? Бог веќе покажа својата љубов кон нас. Бог покажа дека не љуби неизмерно со тоа што го даде својот единороден син. И таа негова грижа, таа негова љубов ќе продолжи во секое време. Ќе продолжи, ќе ја покаже и сега. Независно тоа какви опасности доаѓаат, Бог ме љуби. Тој е верен во својата љубов. И ова знаење не ослободува од стравот. Преку времето, во времето што доаѓа, преку седмицата, по месеците, враќајте се нови стихови. Запомнете ги, подсетувајте се на нив. Поради она што веќе Господ Исус го направи за нас, нема причина за стравови. И втората моја препорака е да бараме, да се молиме Бог да ни помага во овие стравови.
Ako imaš nekakav konkretan strah, izlij go pred Bog, kaži mu go i moli se. I Bog je to oslobodi. Ako imaš prijatelj koji veruje, spodeli go s onego, molete se zajedno. I na kraju, od kako ga dadeš, ki go predadeš v Božete race tvojec straf, tvojec somniš. Podsjeti se na ona što David go napiše v 14. stih. Na Gospoda čekaj. Bidi hrabar i sojako srce i na Gospoda čekaj. Čekaj na Gospoda. Bidi hrabar. Bidi sojako srce. A той nema da te razočara. Ne plašete se da go sledite Gospod. Zašto ako Gospod je so nas, nikoj ne može da bide protiv nas. Amin.